2000 учеснички ја истрчаа јубилејната 10-та женска трка во Скопје. Дождот не ги спречи да се појават и успешно да финишираат на целта. Дека дамите го заслужуваат пиедесталот докажа бројот на пријавени кои го сакаат и почитуваат здравиот начин на живот. Право на учество имаат сите без ограничување на возраста. Годинава победничка нашата маратонка Весна Кираџиева. Секогаш се ја фалам и се доживувам така како своја, како домашна, бидејќи буквално ми е секогаш опуштено, има огромна маса на жени. Оваа година беа дури 2000, така што можете да замислите во градски парк толкава маса на жени сите заедно трчаат. Иако малку ни се погоди врнежливо време и бевме скептични дали ќе се појават сите. Има секогаш нели тој процент на учеснички кои што и сепак нема да се појават на стартот, меѓутоа сепак и покрај временските услови, толков број на жени да видиш во парк е задоволство и да трчаш заедно со нив и на крајот и да победиш. Ете, може би делува нескромно од моја страна, меѓутоа е задоволство. Како идеја е задоволство е пред се и да се биде учесничка на ваков тип на настан и на крајот секако како црешичка на тортата му доаѓа и победата. 10-то јубилејно издание на женската трка имаше ли конкуренција годинава? Имаше, да, секогаш има оние кои што сме како, ајде да ги наречам на некој начин елитни жени или професионални атлетичарки. Секако дека и тие се дел од конкуренцијата, меѓутоа ете, повторно успеав и оваа година, ете, да се качам јас највисоко на пиедесталот, па ете, ќе кажам дека ми беше задоволство. Интересно е што секоја година се зголемува бројот на жени и девојки и дечиња кои што сакаат да трчат, тоа значи дека се подига свеста за здрав начин на живот. Да, мислам дека и на организаторите, со оглед на тоа што оваа година е 10-то јубилејно издание, целта на организаторите уште од стартот се сеќам, нели, бидејќи сум од самиот старт дел од оваа трка и се сеќам дека идејата зад организација на ваков тип на трка беше да се дозволи еден вид на мотивација за како еден вид на подготовка за Скопскиот маратон, кој што до тој момент, да кажеме, претежно се сметаше, нели, и како секој спорт, така и атлетиката, така и маратонското трчање, пред се како еден вид на машки спорт, меѓутоа сака организаторите да ги мотивираат и жените, па така што започна, нели, како со една мала трка од 1 километар со мал број учеснички, некаде 200-300 можеби бевме на почетокот таа првата година, додека сега еве 10 години подоцна сме 2000 жени, 3 километра е зголемена дистанцата и буквално не е ни веќе проблем, не ни прашува дали ќе можеме да издржиме, да не ни биде тешко, да не се откажеме, туку буквално сите доаѓаат охрабрени, мотивирани и спремни дури сега и за следната трка, се распрашуваат кога ќе биде наредна трка. Што годинава ја мотивираше Весна да биде повторно најдобра? Ме мотивираше екипата околу мене, искрено ќе кажам и ќе си ги поздравам сите кои што ме поддржаа, бидејќи јас секогаш велам дека женската трка ја трчам за задоволство, да се измешам меѓу масата, дури да јас бидејќи не трчам со телефон, трчам само со она што е на мене. И секогаш на оваа женска трка знам да се појавам со телефон за да можам да се сликам, да снимам, да доживеам таа атмосфера од друга страна, како еден вид на рекреативка. Меѓутоа екипата околу мене буквално очекуваше како ајде ќе те гледаме на пиедестал, ајде ќе навиваме за тебе, ајде ќе викаме напред Весна и некако се почувствував дека ако не се изборам за да го дадам максимумот од себе, дури ете и да не бев во топ 3, меѓутоа да не го дадам максимумот од себе, беше како еден вид на потфрлање или ќе ги разочарам нив, така што мислам дека многу значи, не само за мене, мислам дека за сите и не само и жени, туку генерално за сите луѓе зависи и значи многу да имате поддршка околу себе, тоа ве мотивира пред се. Женската трка беше во организација на Сојузот на спортови на Скопје под покровителство на град Скопје. Кираџиева не застанува тука. Веќе се подготвува за својот предизвик, нова трка на почетокот на месец мај.